30% зголемено производство, 60% поголем извоз. Ова се резултатите од државната мерка за ослободување од царина за увоз на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Истите беа презентирани денес при посетата на вице-премиерот Кочо Ангјушев на компанијата Мик Свети Николе. Навистина, состојбата беше таква да еден добар дел од таквите индустријски капацитети во местната индустрија беа пред затварање или веќе беа затворени. Крајно време беше кога го проценивме тој момент да таква мерка биде донесена, иако била 10 години уназад барана, и можам со задоволство да кажам дека денеска лично се увери во позитивните резултати од оваа мерка и ќе се залагаме да таквите мерки и понатаму бидат носени во интерес на економијата. Ова секако веднаш донело позитивни резултати. Испочитување на обврските што ги презедовме во насока на поголема застапеност на домашните производи во домашните маркети, зголемување на вработувањата, зголемување на платите на вработените и крајна цел извоз на готови производи. Освен оваа мерка, позитивни ефекти според Ангјушев донеле и парите од Фондот за иновации. Дел од нив искористила и светениколската компанија БИМ. Направивме палетизер за палетизирање на готовата роба. Направивме еден топлински изменувач, каде што го скративме времето на припрема на масата за 4 сати по шаржа, што многу значи за нас. Правиме сега автоматско додавање на полимер со автоматско мерење на полимерот. И мене ме радува што стопанствениците тоа го препознаваат и похрабро инвестираат во своите производни капацитети. Само инвестицијата во нова технологија ја зголемува продуктивноста. При денешната посета, представниците на местната индустрија на вице-премиерот му го доставија барањето за продолжување на мерката за ослободување од царина за уште 6 месеци.